Почитувани. Зоран Заев и СДСМ се пофалија дека укинувањето на екстерното тестирање било едно од нивните најголеми реформски достигнувања во образованието во првите 100 дена влада. Него го укинаа пред само 3 месеци, на 1 јуни. Меѓутоа деновиве за истото тоа укинато екстерно во Велес вработија тројца нови систем администратори. Во Министерството за информатичко општество и администрација за оваа намена и претходно беше ангажирано лице задолжено истовремено и за одржувањето на компјутерските системи во училиштата во Велес. Сега, откако СДСМ дојде на власт на истото тоа работно место, вработува 3 лица, сите партиски активисти, членови на подмладокот на СДСМ. Пред избори зборуваа за преобрна администрација, а сега, откако седнаа во власта, се прават дека тоа никогаш не го кажале. Па на работно место каде што претходно беше ангажирано едно лице, вработуваат тројца, и тоа за екстерно тестирање кое веќе е укинато. Прашуваме, што ќе работат овие 3 нови лица администратори за екстерно кога истото е укинато? Дали новите тројца вработени освен членската книшка во СДСМ имаат какви било други квалификации и искуства за да работат како администратори на компјутерските системи низ велешките училишта? Што стана со зборовите на СДСМ за преобемност на администрацијата, кога пред очите на сите вработуваат тројца администратори за работни задачи, кои претходно ги изведувало само едно лице? Без разлика дали СДСМ ќе излезе или ќе избега да одговори на овие прашања, на сите граѓани им е многу јасно тоа што се случува. Граѓаните го гледаат лицемерието, лагите и ароганцијата на СДСМ, кој зазема невидени размери. Кога требаше да се додворуваат кај средношколците, екстерното е укинато. Кога треба да се вработуваат роднини и партиски активисти на СДСМ, тогаш екстерното не е укинато. Граѓаните ова го гледаат и знаат да го одмерат. Заради лагите, лицемерието и ароганцијата, СДСМ ќе биде казнет на локалните избори на 15 октомври. Ви благодарам.